Колега Јован Митревски, ве гледам вака од страна и не можам да поверувам што слушам и што гледам. Вакви лажи со опашки, дури во детските приказни, кои што им ги читаме на нашите деца навечер, нема. Такви лажи, шарени лажи со опашки немало и нема ни да има. Значи, како прво, вие сакавте да исценирате повторно скандал во ова собрание. Ние бевме доволно мудри да ве предухитриме во сето ова и да не ви дозволиме повторно да направите да лежат невини луѓе во затвор. Тоа што ние го спречивме вчера, односно минатата недела, вас, колега, ве боли. И нека ве боли, затоа што и од сега па натаму нема да можете ноќ да склопите око поради предавството што го направивте. А ние, како пратеници од опозицијата, со нашите лични ставови излеговме и зборувавме. Зошто вие, колега Јован Митревски, не излезевте ниту еднаш да го пофалите предлогот кој што беше напишан на еден лист хартија и кој што беше како информација ставен со единствена точка на дневен ред во ова собрание? Ако збориме за велепредавство и овој предлог кој што го изгласавте, не требаше воопшто да биде предмет на расправа во собранието, колега Јован Митревски. Но не, вие сакавте да дојде овде предлогот за да повторно настанат немири. Тоа ли беше вашата цел, колега Митревски? Надвор од ова собрание има дупла ограда. Пратениците не можат на работа да си дојдат. Од надвор од ова собрание има секојдневно желки и полициски цели кордони наредени. Од кој се плашите, Јован Митревски? Од народот ли на Република Македонија? Зошто ниту еднаш не излеговте од онаа врата ако сте сигурен во вашето дејствување во ова собрание? Подобро ќе беше воопшто да не работевте, воопшто да не доаѓавте на работа и воопшто да не гласавте за вакви предавнички предлози. Разбравте ли? И затоа сега немојте да се вадите, бидејќи денес не можете да се соберете 61 и да зборувате тука глупости за да ве слуша целата македонска јавност. Срамота е. И да кажувате дека јас сум го направила најголемото кривично дело што сум ги исклучила од збор колегите. Па вие, колега Јован Митревски, не им дозволувате на вашите колеги да се пријават за збор. Сите сакаат да зборуваат можеби, ама вие сте тој кој што не им дозволивте. Знаете колку луѓе, колку пратеници откажавте? Еве јас ќе пријавам само тројца кои што прво се беа пријавени за збор, а потоа господинот Јован Митревски ги откажа за тоа што требаше да имаме по 40 реплики. Епа ние од тука, јас од тука можам да гледам одредени работи кои што вие, председателе, не можете да ги видите. И затоа немојте да зборувате за преседани,